Почитувани сограѓани, сакаме да информираме целата јавност, а воедно да упатиме апел до градоначалникот Илија Јовановски и до господинот Зоран Заев дека политичкиот притисок и реваншизам најхитно мора да прекинат. Со доаѓањето на новата година, односно од првиот ден во неа, без работа во Прилеп остана околу 270 луѓе. Ке повторам, околу 270 луѓе претходно вработени во училиштата, јавните предпријатија, во болницата, градинките и така натаму. Денес ќе се задржиме само на политичките притисоци, закани и реваншизми кои Јовановски и Заев ги прават во образованието. На ниво на општина Прилеп, во моментов има околу 120 вработени во образование на кои им се прекинати договорите за работа. 20 од нив се со исполнети услови за трансформација, сите кои тужат заради тоа што ново назначените директори не постапуваат по закон. Од истите тие директори имаат добиено изјави дека нивните работни места не се од траен карактер. И замислете, овие директори тоа го прават со изјава за морална и кривична одговорност. Тврдат дека местата не се од траен карактер, при што сите директори треба да одговараат кривично за давање на лажни изјави. Постои голема дискриминација при полагањето на тестот за познавање на мајчиниот јазик, бидејќи сите директори ги имаат тестовите и тие тестови се даваат на кандидатите со политичко CV од Социјалдемократскиот сојуз. А нормално, тестот не смее да се дава, а и ако веќе им се дава, нека им се даде на сите. Својствено за Социјалдемократскиот сојуз политичка дискриминација. Досега во еден месец раководење на училиштата од страна на директорите на СДС, повеќе пати се има направено прекршување на законот. Интервентните договори на вработените се подпишани уште за еден месец плюс, со што се крши законот, бидејќи само еднаш во образование треба да се подпиши интервентен договор во траење од еден месец. Овде сакаме да реагираме и за 19 вработени во градинките во Прилеп, кои останаа на улица, особено имајќи во предвид изјавата од вчера на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која кажува дека во петокот ги подпишала согласностите за продолжување на договорите. Па и самата таа се прашува зошто договорите не им се продолжени на овие 19 вработени. Дали некој локален мојчник во Прилеп тргнал против нејзината одлука? Дали е тоа градоначалникот Јовановски, дали е новата директорка на градинките или некој од раководството на СДС? Ги повикуваме сите надлежни органи, меѓу кои просветниот, трудовиот инспекторат, да ги проверат овие наши укажувања и да превземат соодветни мерки. Искрено жалиме што нашите укажувања за време на предизборната кампања дека се работи само за лаги и изборни манипулации на СДС се покажаа веднаш по нивното доаѓање на власт за вистините. Благодарам.